поздравувам и најпрв им сакам да го честитам денешниот голем празник, успење на Пресвета Богородица, кој на моје огромно задоволство, но и на задоволство на сите мои сограѓани, е збогатен токму со денешниот настан, со кој означуваме финализирање на еден голем капитален проект во нашата убава Крива Паланка. И можеме од тука да го најавиме скорото пуштање во употреба на објектот на детската градинка Детелинка. Објектот е реконструиран, модернизиран, опремен и надграден со уште еден кат. Со тоа ќе се овозможи поголем опфат, со што јасно ги потврдуваме нашите заложби за подобрување на условите во нашата убава општина, во секоја една област, вклучително и условите за младите луѓе. А дека се вложува многу во Крива Паланка и се гради како никогаш досега, можете да посведочите и самите. Од експресниот пат и магистралата А2, преку сите локални и регионални патишта кои се градат или завршија со градба периодов. Завршени се и реализирани се големи капитални проекти кои општина Крива Паланка, како релативно мала општина со скромен буџет, не може да ги возможи самостојно, доколку тука не е целокупната поддршка од централната власт, од владата на Република Северна Македонија и надлежните министерства. Затоа, почитуван премиер, почитувани министри, ви благодарам за целокупната поддршка што несебично ни ја давате во целиот овој период. А тоа е само еден вистински пример како треба да се работи заеднички и посветено за сите граѓани. Ова инвестиција за објектот на градинката, вредна 23,5 милиони денари од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка со кофинансирање на самата општина од 3 милиони денари е само еден од низата значајни проекти со кои денеска се гордееме и се реализираат во овој динамичен период, а со сигурност нашата посветеност и заложби за убава Крива Паланка продолжуваат и во претстојниот период. Дозволете ми на крајот да ви го честитам денешниот голем празник и утрешниот патрон празникот на градот Свети Јоаким Соговски. Патронот и на нашиот убав манастир, каде што денеска и утре се чествува. Во екот на оваа празнична атмосфера, која владеја насекаде низ градот, го честитам и денешниот ден на рударите и посакувам многу вакви убави денови за радост и прослави на значајни моменти. Да сте ми живи и здрави и за многу години нека ни се празнувањата. Деновиве Крива Паланка го прославува празникот во чест на манастирот Свети Јоаким Осоговски и како символ на верата, почита, негување на вредностите, го одбравме овој ден за средба со цел да направиме увид во реконструираниот и надградниот кат пред официјалното пуштање во употреба на овој објект поточиња. Ке имаме нов објект според сите стандарди, нормативи, со најсовремена опрема и дидактички материјал, кој ги задоволува потребите на градот за згрижување на децата. За прв пат во оваа локација ќе имаме група од јаслена возраст, две групи на деца од училишна возраст. Како резултат на зголемениот опфат и капацитет ќе ги надминеме досегашните ограничувања при опфат на децата. Новите просторни услови ќе ни овозможат максимално спроведување на нашата мисија, која гласи да се поттикнува, стимулира, развива и унапредува развојот на детето во периодот на раното детство. Затоа изразувам голема благодарност до општина Крива Паланка, Министерството за труд и социјална политика и Светска банка, зашто нивната несебична поддршка, но и упорноста, посветеност и силната желба добивме место каде што нашите дечиња ќе можат да играат, учаат и холистички да се развиваат. Водени од девизата дека првите 5 се најважни на свет, ние ќе продолжиме со заложбата за унапредување на условите и во останатите објекти, вложување во нови проекти, од заеднички интерес на децата, родителите, вработените и градот. Уште еднаш ви благодарам во името на сите дечиња кои безгрижно го живеат својот детски сон. Но не би сакала да завршам пред да се заблагодарам исто така и на нашиот министер Љупчо Николовски, кој несебично ни помагаше во секој наш проект
се во интерес за подобрување на условите на децата во градинката. Исто така гледам тука и дел од стопанственици од нашиот град, кои исто така даваа несебична поддршка за потребите на градинката. И на крајот, од име мое и од име на вработените, ви благодарам за вниманието. За надградбата на градинката Детелинка, објектот поточиња во општина Крива Паланка, од буџетот издвоивме 21.860.000 македонски денари со вклучен ДДВ. Моментално објектот има 9 занимални за деца од 2 до 6 годишна возраст и од 6 до 10. Со новата доградба капацитетот е зголемен за 102 дечиња со нови 5 занимални. Со измените кои што се направени во објектот, градинката е приспособена според нормативите за лицата со пречки во развојот. Во една од старите простории изведен е тоалет на приземје за лица со попреченост, додека на самиот влез на објектот изведена е рампа за пристап со количка за деца, како и за лица со инвалидитет. Когнитивниот и моторниот развој се на прво место, затоа обезбедуваме соодветни објекти, како и дополнителни обуки за кадрот во градинките, кои со сигурност, посветено и успешно ја завршуваат својата работа и позитивно влијае на децата. Исто така, една неизбежна и важна компонента е токму социо-емоционалниот развој. Градинките го овозможуваат тоа. Социализацијата помеѓу дечињата, но и потребното внимание и љубовта од страна на вработените во градинките, кој што влијае на правилниот развој на децата. Джагорот, кој што ќе се слуша од оваа градинка, ќе носи среќа и задоволство во ово населено место, што уште еднаш ќе потврди дека владата и Министерството за труд и социјална политика се движат во вистинска насока. Почитувани присутни, од 2017 година владата изгради и реновираше вкупно 71 детска градинка. До крајот на 2022 година предвидени се да се отворат уште 11 градинки, додека до 2023 година предвидени се да се отворат плюс 13 детски градинки. Ова е напредокот на дело и тука не запираме. Денес на моје огромно задоволство направив обиколка на детската градинка во центарот на Крива Паланка и навистина се работи за еден прекрасен објект кој што во моментов не само што е најнова градинка во државата, туку и најубавата. Со проширувањето на просторот на овој објект, кој е од суштинско значење за градот, обезбедуваме предучилишно образование и воспитание на уште 102 деца, со што се обезбедува згрижување на вкупно 200 деца. Ова е за мене лично, со оглед на типот на проектот, еден многу важен и убав проект. Секое дете во кое се има можност да се инвестира во неговиот ран детски развој, е дете кое ќе има поголема можност за успех понатаму во животот. Тоа е наш влог и наша обврска за иднината на нашите деца. Условите во кои ќе можат да ги пробинат детските денови и да учат низ програма и низ игри и да постигнат поголем интелектуален, општествен, емоционален и физички напредок се исклучително важни. Тие играат голема улога во тоа како ќе изгледа иднината на нашата земја. Со проекти како овој инвестираме во подобрувањето на можностите за ран детски развој, подеднакво во целата држава и обезбедуваме модерни услови за згрижување на најмалите. Проширувањето на градинката е реализирано со средства од Министерството за труд и социјална политика преку проектот на Светска банка во вредност со скоро 22 милиони денари и дополнителни средства од општината, што е одраз на одличната соработка на централната и на локалната власт. Локалната власт во овој мандат, но и локалната власт во претходниот мандат. Освен што е заменета кровната конструкција и поставена термоизолација на објектот, целосно заменет и системот за грејење со нов еколошки. Со оваа инвестиција обезбедуваме целосна енергетска ефикасност на овој објект. Исклучително е важно што овој објект е во реализација врз основа на политиките на владата за преземање на конкретни мерки за обезбедување на здрава животна средина и имплементација на еколошки стандарди со сите сегменти. Само така имаме задоволни граѓани и само така ќе имаме квалитетна реализација на нашите зацртани планови за унапредување на инфраструктурата и објекти за ран детски развој.
Грижата за децата е навистина на високо ниво и на високо место во агендата на владата, која продолжува со политиките на унапредување на социјалната и детската заштита и постојано вложување во нив. Влог во нивниот развој е влог во нашето општество, влог во развиена, напредна и економски развиена силна држава. Вложуваме и во зајакнување на капацитетот на стручниот кадар во детските градинки, затоа што тие се клучни во развојот на децата од најраната возраст. Обезбедивме зголемување на платите на вработените во градинките. Док го погледнеме од 2017 година до денес, заедно со новото зголемување на платата која што го договоривме со представниците на СОНГ, зголемувањето од 2017 година до денес е 36%. А со ребалансот, како што веќе кажав, се обезбедени средства за уште повисоки плати во вкупното образование. Од доаѓањето на оваа власт се реши и прашањето со недостигот на вработени во предучилишните установи преку обезбедување на решение на неопределено време за над 2000 воспитувачи, до тогаш ангажирани со договор на определено време. Упатувам честитки до градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Сашко Митовски, за посветеноста на проектите кои се однесуваат на подобрување на стандардите на жителите на овој регион. Реализацијата на овој објект значи олеснување за уште неколку семејства во однос на обезбедувањето на претшколско сместување на нивните деца и истовремено отворање на нови работни места за стручен, воспитувачки и друг помошен кадар потребен во оваа претшколска установа. Ако до сега родителите мораа да ги земаат децата во 12, сега во овој проширен и прекрасен објект ќе може да има и продолжена нега за децата додека родителите се на извршување на своите работни обврски. За поздравување што оваа модерна градинка се воведи еколошко грејење, енергетски ефикасна фасада со цел намалување на загадувањето на животната средина. Исто така, следејќи ги политиките за градење инклузивно и одржливо општество, оваа предучилишна установа обезбеди пристапи за деца и лица кои живеат со пречки во движењето. Нека е со среќа работата на оваа модерна, по европски стандарди градинка, каде потребите и квалитетот за ран развој на детето се ставени во центарот на вниманието, како едно од најважните вложувања во човечкиот потенцијал уште од најмлада возраст. Ви благодарам и ви го честитам денешниот голем празник.